Добро утро, ќерче моje. Татичко, добро утро. Добро утро, ќерче моje. Добро утро, татичко. Добро утро, Хатидже. Добро утро, татичко. Добро утро, Вахиде. Добро утро, татичко. Добро утро, Зарифе. Дојди. Дојди. Рамис, Господа не те казни. Немој да колнеш среде Рамазан, ќе се скамениш. Господ нека прави што знае и уме. Кажи де, што сгрешив пак? Зарем не ти реков кокошкеве да не ги пушташ во куќава? Колку повеќе ти велам, ти се повеќе ја полниш куќата. Види, Фатма, и да ги заколеш кокошките и да ги убиеш, јас многу им го сакам кокодакањето. Го сакал кокодањето, туф! Зарифе, земи ја крават и однеси ја кај ветеринарот. Добро, мама. Ајде, ќе одиме да переме алишта на реката, ајде, соберете се, побрзајте, ајде, сега! Хатидже, тебе те избарувам, Хатидже. Хасан? Јас сум. Да, гледам дека си ти. А зошто дојде тука? Дојдов да те видам. Така ли? Така. И јас се израдував што те видов тебе. Хатидже, Хасан, јас тебе те сакам. и јас тебе те сакам. Што убаво. Зошто се уште не си ме побарал од татко ми? Ќе те барам, ама Се плашиш. се плашам дека татко ти нема да те даде за мене. Од стравот никој нема ќар, Хасан. Викаш вака и 5 години се отепав од чекање. Зарем има толку? Па има толку. Ќе те побарам. Еве, ти ветувам. Да си знаеш, Хасан, младоста лета, јас нема да те чекам повеќе. Ќе те побарам. Каде си, ајде? Идам, мамо, идам. Не заборавај што ти реков. Оди си со здравје сега. Оди, мајка ми ќе те види, оди. Ајде, ќе се видиме. Има ли уште многу работа тука? Најмалку 2 часа, господине. Ако не си приметил, намерно е скршено. Колку е далеко градчево од тука? Зависно од тој што пешечи, господине. Не разбрав. Ако одите бргу, таму сте за 1 час. Ама ако речеш јас споро ќе одам, ќе гледам лево, десно, што има наоколу, тоа ќе те фати 2 часа, можеби и 3, а можеби и 4. Ако одите од тука, пократок пат е. Можеби сте таму за 1 час, а можеби и за 2. Па тогаш остане ми со здрави. Чекај, господине. Ајде. Господе Боже, колку нетрпелив те го. Ова е нашето градче Песочан. А ова е нашето село Тропалар. Кој ги ставил овие имиња и зошто ги ставил, јас не знам. Има многу гласини. Прашај ги другите. Турци, арнаути, бугари, грци, македонци, сите си живееме како брат со брат. Никој на ничија кокошка не ибени. Никој никого не гледа со урокливи очи. Тука е секогаш вака. Ќерките
Ќеркичките, синчињата, сите заедно ни растат. Тука секој си живее со своите адети, обичаи и традиции. Важни се обичаите и традицијата. Од каде доаѓаш? Каде ќе одиш? Како да живееме? Како да се погребаме? Обичаите ни го кажуваат тоа. Среќен Великден, Петар Ефенди! Среќен Великден, господја Елена! И вам нека ви е со среќа празникот, брат Рамис. Да си жив и да си здрав. А што ви е со магарето? Сега му текна да си ја повреди ногата. Леле, со поми нека е. Баросав јајца за Великден. Испрати некој од девојчињата да им дадам, Рамис. Ќе им кажам, Елена. Ај со Господ напред. Седете тука мирни, гледајте ги кокошките, добро? Ајде! Зарифе! Многу да викаш кај ветеринарот. Ем спие до пладна, ем е глув човекот. Добро, мамо, ќе викам. Отвори ја портата. Чиму, бе! Чиму! Чиму! Помош! 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 Чиму, бе! Помош! 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 Браќе, зашто се плашиш од куќата? Спасувај човеку, спасувај! Ете! Си отиде, гледаш? Мерџан! Зошто лаеш по човекот, бре? Куче што лае не каса. Не се плаши. Момче, ти откаде си? Како сефте да те гледам тебе тука, а? Тебе ти зборувам, еј! Знаат ли мајка ти и татко ти дека волку си се оддалечил од дома? Да не си полудел ти, бе, човеку? Каква мајка, каков татко? Ај, што зборуваш? Види се, осили откако си отиде кучето. Што велат? После војната има многу јунаци. Не зборувај глупости, бе, човек. Пред тебе стои Дилјавер, новиот кајмакам на градчето Песочан. Внимавај малку како зборуваш. А што спроти тебе стои валијата на Битола? Така? Спушти ја раката. Спушти ја раката. Еве, земи. Прочитај овде. Ова е официјална наредба за моето именување од султанот Абдулахмид. Господи Боже, те молам, помогни. Господи, читај. Јас не знам да читам, ама знам да почувствувам кајмакам Ефенди. Сега објасни ми како се оди до Песочан. Ако сакаш и јас ќе одам до Песочан. Да одиме заедно, а и ќе те штитам од кучињата. Јас да си ја земам моја баколичка. Добро утро, жени! Со лесно нека ви е! Да си жива, господја Фатма! Како си мина? Благодарам, добра сум. Одамна не сме се виделе. Многу ти пораснал? Така е, се подув. Види, пак ме клоцна по лавката. Ете, виде ли? Леле, колку прита. Машко или женско? Господ знае. Јади кисело роди женско, јади сладко роди машко. Јас јадев кисело и ете ти. Да дочекаш на своите керки. Амен, Господе, Господа не благослови. Ајде на работа. Сакаш да ти помогнам? Не, немој да се мачиш. Еј па добро тогаш.
Фатма! Ела, ела! Дојдов. Бедија, кажи што има. Убав абер имам, Фатма. Не ме плукај, кажи Бедија, што има? Аман, чекај ма, Фатма. Не го расипувај лезетот на муабетот, жити Бога. Чекај убаво да ти објаснам. Добро де, јас ке чекам, ајде, убаво, убаво. Ти кажувај ми полека. Види, на касапот Джабар Ефенди, твојата најголема ќерка Хатидже многу му се допаднала. Ја бендисува многу. За мојата Хатидже ли? Не туку Хатидже на Садрзам Тефик Паша, твојата Хатидже, ма? Од среќа, чочек треба да играш, а не туку. Ама, што ќе рече Рамис Ефенди? Не му се допаѓа Джабар касапот. Тој постојано фрла око на нашите крави. Рамис ли ке се зема со касапот? Ќерка ти ке се зема, ама... Да, точно е. Ги донесе ли Джелал Ефенди? Ајде, одеси го тебе, ајде. Добро, ти кој си, Ефенди? Јас ли кој сум? Јас сум Рамис, млекарот Рамис. Кајмакаму, да не испадне како споредување, ама кајмакамот пред тебе беше некако многу лаком. Го соголе целиот Песочан. Го соголе цело наше Песочан. И учкурот му беше лабав. Кога дојде на 75 години, стариот Петел се запна, жена сака ми готово. Првата брачна ноќ се направил летва пијан. Летва! Што се случи? Умре, легна и умре. Добро, но што ми е мене гајле за ова Рамис? Како така? Што ми е гајле? Луѓето волку млад те ставиле на висока позиција. Ти велам за да не се расипеш. И кажувам на ќерката за да може да разбере и снаата. Не грижи се. Јас дојдов да ги средам овие тука. Како ќе ги доведеш во ред? Ти самиот си дете, ама ете, стори го тоа. Челото ќе ти го бакнам кајмакам. Фатма, сега не кажувај му ништо на мажот ти. Рамис Ефенди, кога ќе оде во Пурсичен, нека намине кај него во дуќанот. Джабар Ефенди ќе му го отвори муабетов. Понатаму е лесно. Така велиш, а? Така ти велам. Епа, добро. Хатидже! Керко убава, собери ги алиштата. Вие од каде сте? Јас сум од тука. Од тука, а? Од кој си? Што се случува тука? Дрвото на данокот строг кајмакаму. Изумот на нашата држава. Тој што не го плаќа данокот, на дрвото го качуваат. Плаќа и го симнуваат. А тој што нема? Него го турнуваат. Кој ќе умре, ќе умре. Тој што ќе преживее, повторно го качуваат. Како е можно вакво нешто, Рамис Ефенди? Можно е, ете строг кајмакаму. Господ да ни го поживее султанот Абдулахмид хан. А од нас подалеку. Кајмакаму! Кајмакаму, каде? Ти ли си командантот, бе? Да, јас сум. Не мрдај! Стојте, бе! Стојте, бе, не пукајте! Па тој е новиот кајмакам! Кајмакамот? Кравата веќе не дава млеко, бајтар Ефенди. Што зборуваш, Мори? Кравата велам, не дава веќе млеко. Молам? Кравата не дава млеко. Ти си керката на млекарот Рамис? Господе, да умрем и да се спасам. Да. Пред 3-4 месеци му ги прегледав забите на татко ти. Имаше 2 скапани заба. Кажи му да дојде да му ги извадам. Кажи им на сите да се симнат од дрвото. Ќе им кажам кајмакаму.
Данокот се простува! Данокот се простува! Слегувајте, ајде долу! Да живее Кајмакамо! Живее Кајмакамо! Живее Кајмакамо! Живее! Слезете, бе, слезете! Им реков Кајмакамо. И ти оди во општинската куќа. И сите што знаат за овој срам, колку и да се каже им на сите, тука ќе чекам. Како ќе наредите Кајмакамо? Мамо, што ти рече господја Бедија? Ништо не ми рече. Јас знам што ти рече. Така ли? Така. Мамо, јас не го сакам за маш тој што таа ќе ми го најде. Татко ти султан ли е? Татко ти везир ли е? Млекар. Татко ти е млекар. И ти си негова керка. Наместо да се радува, таа зборува. Но последниот што го најде беше другар на покојниот ми дедо. Маш си е маш. Предходниот беше во постела, а тој пред него сакат. Точно вели Вахиде. Мајко, не ли ти е жал за мене? Сиромашните не може да одбираат. Оде си бе, Рамиз Ефенди, цело утро те чекам. Ќе се вратам назад. Дај Боже, тарана со млеко правам, млеко не ми остана. Со јогурт направија, со јогурт. Каков ли е новиот кајмакам што дошол? Што мислиш, дали е строг? Попе, Ефенди, ова е кајмакам. Службеник на Али Осман. Секако дека ќе биде строг. Лесно ли е да ја представуваш тука власта? Наоколу сме полни со бугарски, грчки, румунски, арнаутски банди. Ние сме задоволни од нашиот живот, Оче Ефенди. Ова не се однесува за тебе, Попе. Ама и од вашите има многу штетници наоколу. Да не му се случило нешто лошо. Да не го фатиле бандитите. Ти ли си Рамис Ефенди? Јас сум. Ние пак мислевме дека е новиот кајмакам. Ајде, ајде, Рамис Ефенди. И јас поради тоа дојдов. Новиот Кајмакам дојде. Што е? Оваа крава Керко сака да се мажи. Не разбрав. Кравата велам, кравата. Се влюбила. Тој е маката. Поради тоа не дава млеко. Емине, Пембе, донеси ми штипалка и мокра крпа. Ајде, помогне ти на мајка ви, ајде. Мамо, јас морам додам кај да меријам. Зошто? Зошто ли? Јас велам зошто, ти велиш зошто. Сега повторно јас велам зошто, а? Мамо, донесовте ли? Мамо, Што, мамо, што, мамо? може ли да одам? Нели гледаш дека имаме работа? Нема долго да се задржам, ќе се вратам. Од каде излезе оваа работа со Меирем? Кажи ми се, мамо, веднаш ќе се вратам. Оди да видам. Ту, додека си суши, да си се вратила. Треба да направиме јадење за вечерва. Хатидже! Отиде, не зборувај напразно, мајко. Отиде и тоа како отиде? Летна. Земи, А не знам зошто. Паметна керко моја. Дај ти да видам. Браво. Здраво, живо! Здраво, дедо Рамис. Како си, кројачу Хасан? Добре дојде Рамис ага. Што ни донесе, дедо Рамис? Зарем би ве заборавил вас, дечиња мои? Повели Парталко. Ајде. Ајде, Парталко, земи. Земи ти, Клемпавко. Земи пајтак. И ова е твое мрслуко. Јас не сакам бомбона, дедо Рамис, постам. И ти ли дорасна да простиш? Браво бе за тебе, браво. А јас зошто дојдов кај тебе? Само да ми текне... Зошто дојде Рамис ага? Не ми текнува. Ми текна. Фрулата тука ли ти е? А што тоа? Фрулата. Фрулата? Извади ја. Тука ми е. Ти реков кларинетот, не повторувај, извади го. Добро. Повели Рамис ага. Одлично. Не, јас не сакам, ти. Јас ли? Сега тука.
Нека биде нешто весело, весело свири. Добро, доста. Престани. Еднаш да свирам, еднаш да престанам. Јас ништо не Иди, разбрав. Хасан. Вечер ќе има забава за Рамазан во чајджилницата на Исмаил. Исмаил ме виде. Ќе свирите ли ме праша? Ќе свириме, му реков. Рече, кажи му и на Хасан. Ќе му кажеш ли? Реков, ќе му кажам. И еве ти кажав. Пријатно, дедо Рамис. Пријатно, дедо Рамис. Ајде. Пајтак? Деца, каде е Пајтак? 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 Каде си Пајтак? Пајтак? Добро, волку е доволно. Ти па кој си, македонско дете? Што ти е тебе, гајлебе, бугарско дете? Ајде тргни со девојчето. Што ќе сториш ако не се тргнеме? Сите ќе ве тепам. Не преплаши. Ти одлучи да браниш муслиманско девојче, бе, брате. Не го нервирајте македонецот. Терете си по патот. Со тој стапли ке не тепаш, бе, а? Што правите таму, Иван? Овој македонецот прави работи кои не го засегаат. Тргајте веднаш. Не те разбрав? Реков, ајде пред мене, тргнете. Бргу! Бргу, ајде оди! Ај со здравје. Сакаш ли да ти испратам до дома? Овие повторно ќе ти направат нешто лошо. Дадо Миријем! Хатиџа, ти ли си? Дојди, дојди. Дадо Миријем? Што е, Хатиџе? Што се случи? Ајде, деца, ајде. Ајде, вие одите право дома. Ајде да видам, ајде. Сакаш ли да ти го кажам името? Моето име? Аха. Чекај да размислам. Твоето име може да биде Зарифа. Од каде знаеш? Многу си нежна за тоа. Ти кажи го моето име. Не знам. Кажи нешто. Ништо не ми текнува.
Јас моето име сум го добил по големиот македонски император. Ми текна. Искендер. Александар, Искендер, големиот Искендер. Ама ти викај ме Алекс. Алекс. Вахиде! 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 Бато Хасан? Хатидже, каде е Вахиде? Па кај вас отиде? Кај нас отиде? Даде, кај вас отиде? Благодарам. Кројачот Хасан ли беше тоа? Кој? Кој може? Оној онде. Аха, да, Бато Хасан беше. Што бара тука? Зошто трча како неарен? Не знам зошто трча. Јас не знам зошто трча, тебе те прашувам зошто трча, а ти мене ме прашуваш зошто трча. Ама јас од каде да знам зошто трча? Не знаеш, па и јас не знам зошто трча. Па добро. Добро. Да ти кажам ли татко ти што работи? Од каде знаеш? Знам. И што работи татко ми? Татко ти е млекар. Од каде не знаеш нас? Не ти кажувам. Не кажувај ако не икеш. Како знаев дека татко ти е млекар? Воопшто не ме интересира и онака не познаваш. Ќерката на млекарот носи крава за молзење. Да те прашам јас тебе нешто? Прашаме. Нели пред малку тие двајцата ми го пресекоа патот? Да, Потоа дојде другиот, оној со конјот. да. Ти го погледна, тој ги собра другите и си замина. Како се случи тоа? Не ти кажувам. Не кажувај ако не икеш. Ти што мислиш? Дека те познаваше поради тоа. Браво за тебе, паметна девојка си. Димитри, зошто стори како што ти рече тоа македончето? Алекс го познавам, другар ми е од дете. Добро го познавам. Него нема да го допреме. Барем за сега. Ке се забавуваме? Братче, не е време за забава сега. Не треба да привлекуваме внимание. Разбрали? Разбравте ли сите? Добро. Јас утре ќе одам кај Софиецот. Потоа бидете подготвени да тргнеме на пат. Каде е Хатидже? Дома си отиде. Плачејки. Каде отиде? Дома отиде, дома. Ма рече, кажи му на Хасан да дојде да ме бара. Инаку сосема нека ме заборави. Така рече. Хатидже ли рече? Хатидже. Трчај, војче, ќе стасаш. Благодарам, Марсулко, благодарам. Хатидже! 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 Од тука сама ќе си одам. Благодарам што дојде до тука. Нема зошто. Ми не достигаше местова. Долго време не бев тука. Носталгија. Каде беше? Во Скопје. Ама неколку години ќе останам тука. Може би повторно ќе се видиме. Може би. Ако судбината така сака. Ако судбината така сака.
Ако бедија ми нашла некој тогаш и за 20-та ќе биде предосна, Хасан. Хатидже, пролетта на мојот живот. Преска се случи големо чудо. Какво чудо? Да не зборуваше со татко ми? Што рече? Што рече? Не е тоа. Не ли е? Не. Хасан, или ќе ме побараш, или се ќе си заврши. Наскоро ќе бидам многу богат човек, Хатидже. Богат човек ли? Да, многу богат. Како е можно тоа, Хасан? Ништо не те разбирам. Преска видов нешто во дуќанот на бугарот Стефан. Што виде? Една... Да? Видов една машина за шиење. Машина за шиење? Види. Што е па тоа? Еве ја. Чудото на векот, машина за шиење. Ако успеам да соберам доволно пари, ќе можам да ја земам оваа машина. Ако ја купам оваа машина, панталоните што ги шијам за една недела, ќе можам да ги шијам за еден ден. Ќе ми кажеш ли каква врска има тоа со нашиот брак? Само ако бидам богат човек, Хатидже, татко ти нема да ми рече не. Но немаме време, Хасан. Стројничката бедија ми нашла маш. Знам. Ама зошто татко ти би те дал за мене? Сиромашен сум. Јас сум ќерка на сиромашен лекар, Хасан. Што има врска тоа? Те молам денес разговарај со татко ми. Ќе ми се развика. Јас сум еден сиромашен крујач. Хасан, дури и сиромашниот крујач има право да биде среќен. Ова е точно. Ќе разговарам со татко ти. Навистина ли? Навистина. Кога? Вечерва, по рамазанската забава. Каков Рамазан? Каква забава, Хасан? Ти сега оди. Уште малку остана до ифтар. Хатидже. Вечерва. Ќе зборувам. Рамис, дојде ли Рамис? Не, уште не дојдов. По пат сум. Оп. Каде? Натре? Прво рацете измиги, исчисти се, земи абдес па потоа. Јас веќе земав. Земи пак, ќе биде грев. Добро. Леле, како да почнам? Рамис! Ајде, давај. Рамис, сакам да ти кажам нешто. Прво ти слушни ме. После ифтарот, сите убаво ќе се облечете. Ќе одиме на забава за Рамазан. Хасан ќе свири на кларинет, а јас ќе играм караѓас. Уште тоа ти фалеше. Па ти не доаѓај. Јас сам ќе играм, сам ќе се забавувам. Ти не доаѓај. Сакам нешто да ти кажам. Амин. Ајде, Господ нека ни го прифати. Ајде да ги испиеме водите. Ајде. Амин. Амин. Ајде, Господ нека ни го прифати. Ајде сега на здравје. Дај. Земи. Ајде, земи, што чекаш? Земи ги. Рамис Ефенди, сакам нешто да ти кажам. Сакам нешто да ти кажам, Рамис, сакам нешто да ти кажам, Рамис. Ајде, кажи. Кажи, што сакаш да кажеш? После ќе ти кажам. Ајде. Хасан, зборувавте ли со Хатидже? Зборувавме, Меријем. Вечерва ќе му кажам на Рами Сага дека ја сакам Хатидже. Ајде бе, бата, па кажи веќе. Доста чекавте толку време. Ќе му кажам за кажување, но се плашам дека Рамис нема да ја даде. Стравот нема да ти помогне, бе, Хасан. Кажи му веќе. И тоа е точно. Ајде. Зафире, што е било на кравата Молзара? После ќе ти кажам, Ажу. Девојчиња, зашто се смеете, си ки котите?
Кажете, што било на кравата? Аман, Зафире, кажи што и било на кравата. Ти реков, после ќе ти кажам. Кажи ми сега. После ќе ти кажам. Ајде, молчи, Замолчив. Мажу, тебе ти велам. Молчи ми рече, молчам. Сега сакам да зборуваш. Мажу, сакам да ти кажам нешто. Јас сега ќе се помолам. После ќе ми кажеш. Пст. После. Добро. Што прави овој човек? Да? Да, госпоđo Бедија. Да. Да, госпоđo Бедија, но што беда со нашата работа? Која работа? Како која? Работата за Хатидже. За Хатидже. Рамиз Ефенди утре ќе ти наминел во дуќанот. Веќе ти самиот најди си начин да започнеш разговор. Господ нека те благослови. Побарај од мене се што ќе посакаш. Мајко, кажи му на тато дека доцнема. Добро. Ајде, Господи, помогни твоите раце, твоите зборови сега се слушнати, Господи, да се мислиме до ша. Рамиз Ефенди, рече забава дека има, а уште седиш тука. Сите тебе те чекаме. Еве, завршив. Кога и да играм караѓо, секогаш се возбудувам. Секогаш, да знаеш, баш секогаш. Јас да го земам материјалот. Ајде. Ќерки мои, ќеркички, колку убаво сте се облекле, ајде. Ајде. Хатидже, ти каде? Изгаси ги лампите. Ајде, бргу. Народе, чујте и почујте, додека постои светот, нашето перде ќе се крева. И со секој кој е господин, нашето перде ќе кокетира. Тргнете го пердето од очи. Вие што не гледате, не мислете дека пердето ви е од нас. Не ви е од нас. Не чепкајте го. Караѓоз око мое! Што е? Хаджичав, имаме болен, ајде на другата врата. Караѓоз око мое! Рековте да имаме болен, ајде на другата врата, Ама јас сакам забава. Сега ќе слезам долу и ќе ти се качам на глава, Го скина пердето, го направи пустош, да го известам собственикот. Колку и да погрешевме, те молиме простете ни. Утре додека се на состанок ќе го нападнеме седиштето. Додека ние го правиме тоа, Зухту со другарите ќе побара дозвола од шех Луслам за да го снимна султанот Абдуламид од престолот. Во меѓувреме господин Хаки и господин Авни ќе го донесат принцот Решат од неговото седиште. На ова наша операција ќе не се придружи нашиот млад другар Мустафа. Излези напред, Мустафа. И така, ќе го симнеме Абдуламид од престолот и ќе го донесеме принцот Решат на власт за секогаш. И ќе ја прогласиме втората уставна монархија. Нашето дело нека е благословено. Да живее татковината. Не мрдајте!
Предајте се! Не бегај! Стој! Избега, трчајте! Сите. Ајде да видиме. Ајде полека, ајде да видиме. Така. Добро вечер, Рамиз ефенди. Добро вечер, и ти ли си тука? Строг кајмака му. Гледаше ли? Слушна ли убаво? Гледав. Ти се допадна ли? Какво богатство се криело кај тебе, чичко Рамиз? И кај тебе има некое богатство. Господ да не остави без нив. Ова ми е семејството. Да те запознам Хатидже, Вахиде, Зарифе, ова ми се малечките Пемби и Емине. Ај погоди кој е ова? Ова е мојата жена Фатма. Добро вечер. И вам. И ова е кројачот Хасан. Стисни му раката, стисни му ја. Добро вечер. И овие овде се внуците на Хасан. Ово е Парталко, овој Хаджи Али, овој Пајтак, овој Клемпавко и овој Мрсулко. А ова девојче име мајка на децава Мерием. Единствената сестра на Хасан. Соберете ги на сите легитимациите. Што има? Дознавте ли нешто? Ниту од мајка му, ниту од сестра му не успеавме да дознаеме ништо. Не знаеле каде е. Ако е потребно, до изутрина ќе дежураме тука.
Рами сага. Молам, Хасан. Рами сага. Молам, Хасан. Рами сага. Аман бе, Рами сага, Рами сага. Името ли ми го учиш на памет? Кажи што ќе кажеш. Јас. Да, ти, Хасан. Јас. Да, ти, Хасан. Јас. Леле, сега пак сакаш јас твоето име да го научам? Не ми викај Рами сага. Нема да ти викам, кажи. Ние многу добро свиревме вечерва, нели? Хасан, ти добар ли си, бре? Да не си полудел? Боже, Боже. Ете, не можам. Тато, знаеш кого ти го најде господја Бедија, нели? Ти кажа мама? Бедија, ми досади да слушам за таа жена. Ама да ти го најдеше Хасан Шивачот, немаше да зборуваш вака. Епа да, немаше да зборувам. За мене да ми најде, треба прво тебе да ти најде, потоа на Дада да ја најде. Дури ми дојде мене редот, не умри магаре до зелена трева. Мене, маш, не ми треба. Живи Бога ми треба. Јас сакам. И сакам згоден да биде. Јас ако се омажам, мора да биде некој храбар маж со конј. Ама кај има таков маж во Песочан? Хасан, што стоиш тука како некоја кукумјавка? Многу се повредуваш себе си, бе, бато. Тагувам, бе, Меријам, тагувам. Ама најмногу за Хатиџе ми е жал. Се уште не му кажав на Рамис дека ја сакам. Не успеа ли да му кажеш? Не успеав. И што ќе се случи ако му кажам? Рамис никогаш нема Хатиџе да ми ја даде. Од каде знаеш, бе, Хасан? Може ки ти ја даде? Не ја дава. Ако во Песочан има посиромашен од Рамис, тоа сум јас. А и нашава состојба? Мерием, не сакав тоа да го речам. Твоите деца се и мои деца. И мене ми е должност да се грижам за нив. Барем да не ти бевме на товар. Со Хатиџе ке си живеевте спокојна. Мерием, те молам, не зборувај така. Ама ако можев да ја купам машината, се ќе беше поинаку. Е, колку пари чини таа машина? Многу пари. Ни за 2 години нема да ги соберам тие пари. До тогаш Рами Зага 100 пати ќе ја даде Хатиџе на друг. Да, така е. Хасан, почекај малку. Жено, се уште ли не заспа? Тебе те чекам. Така ли? Веднаш доаѓам ако е така. Не во таа смисла. По која смисла? Јас сега тебе нешто ќе ти кажам. Слушам. Касапот Џабар имал тебе нешто да ти каже. Што ќе ми кажал Касапот Џабар Ефенди? Нешто важно. Каква важна работа би имал јас со Касапот Џафер Ефенди? Не сум увлегол во дуќанот да пазарам. Утре, ај намини кај него, а? Разбирам. Кравата сака да ми ја земе и да ја заколе. Нека не се надева, не давам. Чувај ми го, Господе, умот. Чувај го. Господи, немој да се... Рамис, види што ќе ти речам. Утре, намини кај човекот во дуќан и толку. Рамис Ефенди, ме слушна ли, Рамизе? Рамис, слушни ме, да не се расправаме. Да не се караме на рамазанската вечер. Намини кај тој човек. Не пишувај ми грев. Добро, добро. Ветуваш? Ке одиш ли? Ти благодарам, Господи.
Мерем, што правиш? Маж ми ги подари за свадбата, знаеш. Така стојат. Земи оди продај ги. И купи ја машината за шиење. И потоа оди кај Рамизага и речи му со Божја дозвола и негов благослов, керка ти Хатиџе ја барам од тебе. Еве го чудото на векот, машината за шиење. Речи му со ова ќе издржувам керка ти. Мерем, не можам да ги земам. Овие се за децата, за во иднина. Нашата иднина си ти, Хасан, знам. Ти си нашата иднина, бато. Имавме состанок во штабот. И наеднаш ни влета во неочекуван момент. Како е можно, Мустафа? Не предале Зафер. Сигурно имало некој предавник, некој штетник. Што се случи со другите? По моја проценка умреле. Само јас успеав да избегам. Што значи нашите познати со ништо уште еднаш паднаа во вода? Жално. Многу жално. Мустафа, тие се жртвувале за татковината. Само вака може да се тешиме. Пред да дојдам кај тебе наминав кај мајка ми. Таму бе. Насекаде ме бараат. Што ќе правиш ти? Брате, морам да заминам. Ако останам тука и тебе ќе ти направам проблем. Сакавме султанот да го симнеме. Нема жив да ме остават. Точно. Во Истанбул не можеш да останеш. Но сепак мора да смислиме некое друго решение. Дилавер. Кој? Да. Дилавер. Кој е Дилавер? Мој пријател. Од организацијата. Заедно учевме во Рушти. Во едно градче во Македонија го именуваа за Кајмакам. Во Македонија ли? Да. Ќе одиш во Македонија. И таму ќе го најдеш Дилавер. Тој ќе ти помогне. И таму има многу повеќе луѓе. Полесно е за криење. Вечерва ќе заминеш, Мустафа. Немаш друго решение. Ќе одиш во Македонија. И ќе го најдеш Дилавер. Подоцна ќе стапиш во контакт со организацијата. Добра, мајка ми. Што ќе биде со сестра ми? Нив јас ќе ги известам. Ти не грижи се за нив. Тие мене ми се аманет. Добра, како ќе ме познае? Ќе ми верува ли? Земи го ова. Вакви прстени има само два. Едниот е кај него. Ке ти верува. Нема да трае оваа темнина вечно, брат. Сигурно еден ден ќе ја снема. Да живее татковината.
Среќен ти пат.